Критиките за непотизмот и злоупотребите во правосудството не ги поколебаат судиите и обвинителите да влезат во битка за да седнат на највисокото столче за избор во Академијата. Фотелјата на поранишната директорка на Академијата за суди и јавни обвинители, Наташа Дамјановска-Габер, е доста атрактивна меѓу низините колеги. 4 суди и 2 обвинители се кандидати на огласот за избор на директор што истекува денес. Неофицијално во јавноста се споменува и 7ми кандидат, екс-специјалната јавна обвинителка Фатиме Фетај, која е недостапна да потврди или пак да демантира. Моделот на Академијата во европските земји се покажа одличен, но колку Академијата во Македонија го оправда своето постоење во последниве 18 години е сосема друго прашање, коментира пензионираната врховна судика Вера Коцо. Според неа, главниот проблем е човечкиот фактор, но не само во Академијата, туку и во останатите институции. Кандидати на Академијата мора да бидат избрани само по заслуга, коментира Коцо. Овие, да речам, случувања во Академијата нема така брзо да се исправат. Во однос на непотизмот, дали ќе бидат примени некои кандидати кои што имаат своји роднини или блиски во самата академија или воопшто во судската фела и обвинителската фела, на тоа прашање тешко ќе може да се стави некаков ред, бидејќи секој има право да конкурира секаде. Но битно е да се почитува мерит системот. Не дали тој човек има татко или мајка, судија или не знам што, обвинител, меѓутоа дали тој заслужува да се појави таму и да конкурира за такво место. Во јули годинава долгогодишната директорка на Академијата за суди и јавни обвинители, Наташа Габер, поднесе неотповиклива оставка, откако Управниот и Вишиот управен суд, по иницијатива на тогашниот кандидат за председател, професорката Силјановска-Давкова, одлучи дека полагањето на испитите за вработување на 130 слушатели во Академијата биле направени во предизборието незаконски. Антикорупцијска побара одговорност и од Управниот одбор на Академијата, кој пак сега треба да одлучи кој ќе седне на директорското место. Во јавноста се крена најголема врева за 7-та генерација на кандидати, кои што завршија во февруари 2023, поради тоа што меѓу нив има роднини на познати политичари, суди и обвинители, меѓу кои беше и синот на поранишниот собраниски спикер Талат Џафери, Барлет Џафери. Антикорупцијска за него откри дека се уште не дипломиран се здобил со право да полага правосуден испит во 2015 и покрај ова тој успешно ја заврши Академијата и сега е обвинител во Гостивар. Од истата генерација е и сопругата на шефот на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, Ислама Бази, која потоа беше избрана за обвинителка во Кичево.